Здраво, ученици! Денес ќе работиме приказната по слики Разбуди се, Ана. Ана спие. Аце погледна во часовникот и забележа дека е време за да се подготват за на училиште. Аце доби идеја како да ја разбуди Ана. Аце зема тропалка и почна да тропа. Но звукот не беше доволно гласен. Ана не се разбуди. Аце имаше друга идеја. Аце зема звонче и почна да звони. Но ни овој звук не беше доволно гласен за да ја разбуди Ана. Ана и понатаму сладко си спиеше. Аце имаше трета идеја. Аце зема чинели. Ау, тие се навистина гласни. Ана скокна и врисна. Таа беше многу изненадена. Сега да одговориме на прашањата со да или не. Дали Аце е тој што спие? Размисли убаво. Не е точниот одговор. Дали Ана е таа што спие? Да, секако. Дали тие треба да одат на прошетка? Не. Дали тие треба да одат на училиште? Да. Браво! Ако одговори на сите прашања точно. Каде треба да одат Аце и Ана? На училиште или на прошетка? Кликни на сликичката на која мислиш дека е точниот одговор. Онаа која што е точен одговор ќе биде поголема. На училиште е точниот одговор. Кој звук беше најгласен и ја разбуди Ана? Звонче, тропалка или чинели? Сликичките кои што имаат неточен одговор ќе исчезнат, а сликичката со точниот одговор ќе се зголеми. Кликни на сликичките. Звонче? Не. Тропалка? Не. Чинели е точниот одговор. Браво! Успешна работа! Продолжи и понатаму да работиш вака. Довидување!